Почитувани, Венко Филипче, наместо болница, си изградил цела зграда на атрактивна локација во Скопско Козле. И шемата е иста и добро позната од скандалот Шпанско село 2. Филипче влегува во партнерски однос, сосопстенички однос, во обид да го заскрие своето име. Во случајот во Козле, тој ја овластува доктор Емилија Атанасовска од универзитетските клиники, таа да ја води правната комуникација со институциите при градбата. Резултатот на ова партнерство е нова зграда во Козле од 500 метри квадратни и секако приходи, остварена корист, бенефит, финансиска добит за Венко Филипче. Но резултатот на ова е и девастирано здравство, министер посветен на собствен градежен бум, на сметка на негрижа и можна злоупотреба на здравството. Почитувани, мафијата е целосно посветена на личното богатење на сметка на институциите кои што треба да се грижат за граѓаните. Венко Филипче е претворен во најголем градежен инвеститор, но за жал нема ниту една болница, клиника или пак клинички центар. Нив ги нема, ама затоа растат зградите на инвеститорот Венко Филипче. Да биде уште потрагично, мафијата го наградува Филипче и за негов заменик го именува Илир Хасани, партнер и сособственик на Филипче, во урбанистички тендерскиот скандал Шпанско село 2. Венко Филипче и мафијата на власт мора да одговорат. До кога Филипче ќе гради згради за лично богатење, а државното здравство ќе тоне? Филипче и мафијата на власт мора да одговорат. Уште колку згради треба да му никнат на Венко Филипче за да се посвети на здравството? И најважно, како со административна плата се купуваат огромни имоти и плацеви на водно, се градат касарни, како со административна плата се станува инвеститор за цела една зграда во населбата Козле во Скопје. Ова се прашања на кои што институциите не одговараат. Ниту антикорупционерите, ниту обвинителството, ниту сега ќе одговори оној министер за корупција. Министерот за здравство зад себе има огромни финансиски скандали, а тој се уште е заштитен од институциите на мафијата на власт. Почитувани, ова е срамно. Државата се уште не се справува со првиот бран на епидемијата, Европа се подготвува за вториот бран на корона, а Венко Филипче со стотици број ново заразени и починати додека си гради згради. Тендерите во здравството се обезбедени. Ова е срамно, нехумано, недокторски, неетично и секако недемократски. Или мафијата, или Македонија. Изборот е Македонија. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашањето стигнато до прес-центарот од редакцијата на Сител. Бојан Маричич го одбива предлогот за јавен обвинител по предлог на опозицијата. Се бара став од ВМРО ДПМН, од каде што и произлезе предлогот за избор за нов јавен обвинител по предлог на опозицијата. Почитувани, јасно е зошто Бојан Маричич, како министер на мафијата на власт, бега од конкретен одговор на ова прашање. На мафијата на власт, предводена од Зоран Заев, им чини послушен јавен обвинител, за да не се реагира за криминалот на Заеви, не се реагира за случајот Шик и Елак и спонзорот Дака, не се реагира за Вице, не се реагира за Филипче, не се реагира за Драги Рашковски и скандалот во воздухопловството тежок неколку милиони долари и евра, не се реагира за ништо, за ниеден случај, а се тоа милионски скандали, изброени во евра, ниту за рекетирање, ниту за подмитување, дури нема случај ниту за прислушувањето во самото основно јавно обвинителство. На мафијата на власт им одговара јавен обвинител, кој што ќе штити мафијата слободно да царува. И јавен обвинител кој што јавно ќе искаже целосна субјективност и загубена објективност кои што се потребни основни карактеристики на еден јавен обвинител, потребен им е јавен обвинител кој што ќе вели дека опозицијата му предизвикува анксиозност, непријатност и нервоза. Тоа е вистината, но и причината зошто некои личности во моментов се гонат, а некои се ослободуваат од судските нарачани процеси. Ви благодарам.